Скопје, утро што мириса на брза администрација. Наместо редови пред шалтер, апликација М-услуги. Најави се, провери статус, плати такса, доби документ. Владата вели до крајот на мандатот сите јавни услуги ќе се онлайн. Секој граѓанин со целосен дигитален идентитет. Звучи како иднина што чекор по чекор станува сегашност. Но што е дигитален идентитет? Тоа е начин безбедно да докажеме кога сме на интернет, продолжени на нашите лични документи, но во дигитална форма. За подпис, пријава, плаќање, пристап до услуги. Во регионот дел од земјите веќе нудат услуги преку единствена најава. Кај нас тоа се прави преку националниот портал и СЕН системот за единствена најава. Светот одамна експериментира и учи. Естонија е златен стандард. 99% од жителите имаат eID. Државните услуги се практично 100% онлайн. Но и таму имаше тресок. Во 2017 година беше откриена криптографска ранливост, која државата мораше брзо да ја закрпи и да ги ревокира сертификатите. Лекција сигурно не е состојба, тоа е процес. Данска е замени старата NIM-ID со MIT-ID. Повеќе удобност, помалку хартија и нови фронтови против измами и фишинг. Институциите создадаа антифорт механизми, но статистиката потсетува дека со дигиталниот комфорт растат и обидите за злоупотреби. Полското иде чекор понатаму. Дигиталната лична карта доби правна еднаквост со пластичната и милиони луѓе секој ден на користат. Или пак веќе вгради рамката. eIDs и Европскиот дигитален паричник, унифицирани правила, доверба преку сертификација и заштита на приватноста. Рокови стандарди кои ги трукат членките кон 2026-2027. Ние, иако не сме членка, оваа рамка е мапа за компатибилност со Европа. Но, има и предупредување. Индија покажа што значи се на едно место за милиарди луѓе, огромни заштеди и брзина за сиромашните, но и правни битки и контраверзии околу приватноста и пробивање на водатоците. Системите не се неутрални. Начинот како се градат и контролираат одлучува дали стануваат ослободувачки или наметливи. Сега што добива граѓанинот тука? Едно дигитално лице наместо 10 шалтери, подпис и документ за минути, не за денови, помалку интеракција со коруптивни микромоќници и систем кој што остава електронска трага. А што ризикуваме? Единствена точка на пат. Ако паричникот падне, паѓа многу. Фишинг и социјален инженеринг. Човечкиот фактор станува најслабата карика. Исклучување на дигитално помалку вештите, повозрастните, ранливите. Ако нема добри офлайн алтернативи. Ползачки надзор, кога многу брзо се врзуваат, законите и надзорот мора да бидат чекор пред апетитите на моќта. И тука клучот е довербата. Тоа не се гради со реклами, туку со правила. Јасна законска основа, минимизација на податоци, независен надзор, јавни безбедносни ревизии, обврзани DPI анализи, транспарентни рапорти за инциденти, механизми за брза ревокција, опција без телефон и обука и за корисниците, но и службениците. Македонија денеска стартува трка во која нема финиш. Ако истрчаме паметно, утре личната карта ќе ни биде во джеп, а достоинството и приватноста таму каде што има местото, во срцето на системот.